Во македонската армија процедурално е подигнато нивото на борбена готовност, но не е донесена никаква одлука за инволвираност во евентуалниот конфликт помеѓу Русија и Украина, смирува председателот Стево Пендаровски. Врховниот командант на вооружените сили појаснува дека Македонија како дел од НАТО е дел од процесот на планирање заедно со другите земји членки. Македонија како дел од НАТО учествува во процесот на планирање заедно со останатите членки за начините како алијансата да се постави кон тензиите кои се зголемуваат во тој регион. Инаку НАТО нема донесена одлука за воено инволвирање во евентуален конфликт, туку станува збор само за задолжителна процедура за кревање на нивото на мобилност во ситуација на зголемени тензии во регион кој граничи со неколку членки на алијансата. Министерката за одбрана Славјанка Петровска претходно изјави дека доколку НАТО побара, Македонија ќе активира армијата во евентуален судир помеѓу овие две земји. Ова предизвика низа реакции. За пратеникот Драган Ковачки, овие изјави на Министерката за одбрана се избрзани. Македонија треба повеќе да работи на проблемите внатре во државата, но и подигнување на рейтингот на армијата, односно воената моќ. Тоа се прашања што задираат во доменот на оперативната безбедност. Нашата држава треба да дава поддршка на дипломатското решавање на проблемите, а не решавањето по пат на сила. И во тој контекст треба да се држиме до принципот на непроменливост на границите. Доколку министерката Славјанка Петровска сака во овие моменти да биде корисна во владата и во Министерството за одбрана, јас ги дадам неколку совети. Прво, нека се погрижи да го подобри рейтингот, односно воената моќ на државата и на армијата, кој знаете дека е паднат за цели 12 места од моментот на доаѓање на СДСМ на власт во 2017 година до денеска. Петровска, која е начело на институцијата нешто повеќе од една недела, изјави дека македонската армија како дел од тие структури има обврска и веќе изготвува анализи за можностите за потенцијално наше учество, односно ангажман во евентуалниот судир. За познавачите на проблематиката, она што се случува помеѓу двете земји, но и реакциите на другите, се уште се толкува како војна на дезинформации. По однос на ова прашање, НАТО има врзани раце бидејќи Украина не е членка на алијансата. НАТО има врзани раце да действува во Украина, бидејќи Украина не е земја членка на НАТО. И во евентуален вооружен конфликт, да напоменеме во хипотеза ако се случи тоа, тогаш НАТО би имал можеби улога на засврстување на своите граници со вооружени сили, оние земји членки кои гравитираат во тој немирен регион, можеби изведувачки операции или логистички операции. Да повториме, Украина не е земја членка на НАТО и во евентуален вооружен конфликт меѓу Русија и Украина, НАТО би имал некоја споредна улога. Одредбите од членот 5 се јасни. Доколку една земја членка биде нападната, тоа е напад на сите земји кои се дел од алијансата. Доколку НАТО побара од Македонија армијата да биде дел од мировни или борбени операции, државата треба да направи проценка на капацитетите, односно Врховниот командант и Советот за безбедност да донесат одлука за евентуално делување во координација со Советот на НАТО.